Секторот за внатрешни работи преку Одсекот за превенција продолжува со реализација на проектот Заедно против врсничко насилство. Денес учениците од Средното општинско училиште Димитар Влахов беа запознаени со облиците на насилството, со тоа како да се избегнуваат конфликтни ситуации и колкави се казните според кривичниот законник за стореното насилство. Во секое средно училиште обучивме по 5 PR едукатори, кои што заедно со полициските службеници ќе презентираат презентација пред своите врсници и се со цел подигање на свеста кај своите врсници и запознавање на појавните облици на врсничко насилство, детектирање на истите и нормално рана детекција. Истовремено денешната едукација ќе ја искористиме и со превенција од трговија со деца, значи ќе го искористиме присуството на учениците да ја реализираме и ова проектна активност, која што пак полицијата ја отпочна минатата година и продолжува да ја реализира и оваа година во средните училишта на подрачјето. Проектот Заедно против врсничко насилство беше реализиран во соработка со невладината организација Продолжен живот, при што средношколците меѓу другото беа запознаени со превенцијата од трговија со деца. Теком од април месец и мај месец ќе бидеме во континуитет секој понеделник со средношколците да ги запознаеме чисто превентивно и едукативно што е трговија со деца, на што треба да внимаваат и најпредпазливите мерки, бидејќи тоа е нешто што е најмногу застапено во една форма која не е баш предпознатлива меѓу младите луѓе. Директорот Ѓоргиев е задоволен од досегашната соработка со секторот за внатрешни работи. Ние со МВР имаме повеќе проекти реализирано, меѓу кои е овој денешниот, врсничко насилство против младите луѓе и ова со невладината организација трговија со деца. Се надевам дека овој проект ќе се реализира во најдобар ред, во кој се вклучени наши 5 ученика кои се обучени претходно за овој проект и ќе биде така како што било досега. Одсекот за превенција работи на многу други активности, како што се превенција и заштита од опојни дроги, воспитно сообраќајна превентивна акција и други.